Најпрво да ви се заблагодарам на новинарите за вашето присуство во голем број. Целта на денешно интервју, ајде, или изјава, е да ги информираме нашите кооперанти и сите тутунопроизводители дека Тутунски комбинат, заклучно со денеска, го започна откупот во Радовишко и во Прилепскиот реон, така да во Радовишко имаме отворено 6 пунктови кои моментално активно работат и откупуваат тутун, и исто така во Прилепскиот реон имаме отворено 10 пунктови, опфатен е градот и сите околни населби заедно со селата во Прилепско, Долненско, Демирхисарско и Битолско. Исто така сакам да изјавам дека Тутунски комбинат е спремен за наредна недела да ги отвори сите останати откупни центри и до 15 декември, до законскиот рок, ќе ги отвориме сите откупни центри во сите предвидени региони. Нашиот таргет за годинава е да откупиме барем тоа што го имаме договорено со кооперантите, или тоа би значило барем минимум 2 милиони килограми. Тутунски комбинат има обезбедено парични средства за сите овие предвидени килограми. Исто така сакам да потенцирам дека денеска имавме борд на директори и на бордот на директори донесена одлука дека доколку дојде до покачување на цената на откупениот тутун во иднина, сите кооперанти што предале тутун ретроградно ќе им биде исплатена разликата. Така да во тој поглед сметам дека кооперантите можат слободно во секој момент, доколку се спремни, да го донесат тутунот на откупните центри во Тутунски комбинат Прилеп. Во поглед на исплатата, веќе е договорено и дефинирано да се врши исплата на откупениот тутун 2 пати неделно, во вторник и во петок. Што значи дека секој што би донесол тутун за 2-3 до 4 дена максимум ќе се ги добие парите за предадениот тутун. Друго немам што да потенцирам, освен тоа дека нека ни ја ирли откупот и да бидат задоволни најмногу тутунопроизводителите, а и сите откупувачи во Македонија. Колку кооперанти имате и дали доколку се јави повеќе тутун, ќе бидете подготвени да го откупите и тоа баш како договорено? Бројката на кооперанти во овој момент не знам точно, но знам дека според договорите имаме склучен договор за 2 милиони килограми, така да доколку излезе потреба од откупување на вишок тутун или надвор од рамка на склучениве договори, па спремни сме да направиме напори да го откупиме и тој дел на произведен тутун. Откупно откупувате откупни пунктови имате на територијата на цела Македонија? На територијата на цела Македонија има 26 откупни центри. Прилепско, Битолско и Радовишко. Спомнавте зголемување на цената, дали Тутунски комбинат Прилеп е со намера, со мисла дека треба да се зголеми цената, дали таа одлука сигурно зависи од вас и дали вие како комбинат, како откупувач, не мислите дека треба да го водите орото за зголемување на цените на годинешната реколта, бидејќи тутунарите тоа го бараат, затоа и откупот е закочен? Вака, цената на тутунот не зависи само од Тутунски комбинат Прилеп, така да тоа е едно малце покомплексно прашање и сметам дека ние во моментов сме само еден дел од пазарот и не можеме, да кажам, сами да одлучиме дали цената во моментов ќе се зголеми за оваа реколта или нема да се зголеми, ама според тоа бев присутен на неколку состаноци на подсекторската група, бев присутен на неколку разговори со претседателите на Сдруженијата на тутунарите, се разговара активно на оваа тема. Дали се очекува зголемување на цената од ова што се разговарало до сега? Затоа што очигледно се тактизира тутун, не се носи, тутунарите очекуваат повисоки цени. Не можам да потврдам дали од страна на тутунарите се очекува зголемување на цената, ама дали ќе има зголемување на цената, јас не можам да потврдам во моментот. Тутунскиот комбинат е спремен ако дојде до зголемување на цената, финансиски да го следи тоа. Спремни сме, имаме разработено неколку сценарија и доколку дојде до зголемување, спремни сме да одговориме на истото. Каков е квалитетот на тутун? Па годинава спрема тврдењата на теренците или на теренските техничари, квалитетот на тутунот би требало да е доста подобар од ланска година и ви благодарам за ова прашање. Исто
би потенцирал и кај тутунопроизводителите да си го задржат квалитетот на тутунот, бидејќи прилепскиот тутун, или ајде би рекол македонскиот тутун, е познат по добриот квалитет на тутунот. И треба да го задржиме по секоја цена тој квалитет. Доколку го нарушиме тој квалитет, ризикуваме да си го изгубиме тутунопроизводството во целост во Македонија. Со оглед на тоа што паѓа производството на тутун во земјава, како се движат цените на светскиот пазар на ориенталните тупови на тутун, како што е прилепскиот? Немаме увид во светските или пазарните цени на берза на тутун, бидејќи, како што знаете, ние имаме склучен договор со Филип Морис, ние го продаваме тутунот на Филип Морис. А понатаму... Доколку заокруживме темата околу стартот на откупот на тутунот, јас би сакала да ве запрашам нешто друго. Добро. Ова е наша прва следба со вас. Само Вие едно сте... прашање, колку денеска на првиот ден откупивте тутун, мислам до крајот Па, на откупниот пункт, значи колку планирате да се зголемува интензитетот? до моментов имаме откупено скоро 3,5 тони. Значи почнавме са бајле денеска во 7,5 часот, до сега имаме откупено 3,5 тони. Според мене би требало денеска да се откупат над 5 тони тутун, барем во првиот ден. Која е просечната цена класа? До сега просечната цена од ова што го гледам тука е 375 денари. И сигурен сум дека квалитетот на тутунот бил на баш на тоа ниво. Она што нас не интересира од ова наша прва следба со вас, како релативно млад човек, како се чувствувате да бидете на чело на гигантот во тутунската индустрија, кои се вашите видувања, кои се вашите идеи, стратегии за понатака, во тој контекст вклучително и со соработката со Филип Морис? Ова е голем предизвик за мене. Пред се, да, јас сум релативно млад, ама имам доста искуство во оперативното работење на компаниите. Сега целта е да го вратиме прво тутунски комбинат Прилеп на едно завидно ниво, прво во откупот на тутун, а потоа и да го издигнеме на доста попрофесионално ниво во поглед на изработката на цигари. Така да знаете дека наредна година или на пролет ќе се обновува договорот со Филип Морис и се надеваме дека ќе имаме плодна соработка со нив, па и не само што би ја продолжили, туку и би ја зголемили соработката со Филип Морис. А тоа би значило и нови вработувања во градов. Добро, ше една прашање, јас стално прашувам и официјално и неофицијално прашувам. Ако И слободно. овде сега пак пратнеме овде за тоа. Значи премиерот го праша што се случува со објектите на тутунскиот комбинат кои се надвор функција и какви се шансите тие да се стават функција, дали со продажба, дали со кирига, дали со ова, затоа што да не зборувам, нек не ми кажа таму дека за мензата што беше во цигарната фабрика и многу други објекти така заед пусти на завод на време. Тутунски комбинат знаеме сите дека располага со огромен потенцијал во поглед на инфраструктура и простор. Во моментов, колку што знам, голем дел од магазинските простори, посебно во цигарната фабрика, се издадени на други прилепски компании. Голем дел од магазините во Маџучиште се исто така издадени под кирија. Така да не би рекол дека сите зејаат празни, да има одреден процент што не се искористени во моментов, ама во иднина ќе направиме напори да се искористат максимално сите потенцијали. Спомнавте нови вработувања, во кои ресори на ставство да вработени? Спомнав нови вработувања во поглед на тоа ако ја зголемиме и унапредиме соработката со Филип Морис. Што значи зголемено производство, а тоа повлекува и нови вработувања. Во производство. Вообичаено прашање кое ќе дојде новиот менаџерски тим, односно новиот директор, да се критикува и да се кажува што и како направил, односно оставил претходното раководство. Јас ќе прашам, во каква позиција застанувате на чело на тутунскиот комбинат и колку тоа влева надеж за понатамошно работење кој не би ве кочало? Вака. Прво, јас никогаш не се фокусирам на минатото, туку се фокусирам на иднината и што може ние да направиме за тутунски комбинат. Тоа што било направено во минатото, било направено и има институции кои тоа ќе го проверат и
доколку имало неправилности, сигурно дека ќе бидат евидентирани. А има такви наговестувања дека треба некои институции да проверуваат што се случува во изминативе години. Значи, како што знаете, сега е крај на година. Ние се спремаме сега за годишниот попис, така да после годишниот попис, откако ќе го процесираме, да, би требало да има и некоја внатрешна ревизија, од внатрешни и надворешни ревизори, така да тогаш би имал повеќе информации во врска со. Рековте дека ќе го развивате тутунски комбинат и дека важно е да се развива производството. Кооперантите се тие на кои што се темели тутунскиот комбинат и производството на тутун сепак е од страна на кооперантите. Имате ли некаква стратегија за да го зголемите бројот на кооперанти, бидејќи бројот на кооперанти се намалува од година во година и имате ли начин како да го поттикнете засадувањето на тутун на поголеми површини? Пред се за кооперантите да можат да го зголемат производството, цените треба да бидат на ниво што ќе бидат одржливи. Значи, нас ни е потребно одржливо тутунско производство во овој регион. Затоа и потенцирав дека треба да бидат задоволни кооперантите од една страна, ама од друга страна треба да бидат задоволни и откупните центри, што значи дека треба да има баланс измеѓу. Начинот, ние пред се треба да се приближиме повеќе до производителите. Да му се објасни на производителите кој е правилниот начин на производство. Тие се експерти во тутунопроизводството со долгогодишна традиција, ама треба ние како откупни центри да се зближиме малце повеќе до нив и да му објасниме што значи правилен начин на тутунопроизводство, исто за да едноставно треба да добиваме фидбек од нив. Доколку немаме повратна информација, тогаш се чувствува некоја тензија и непријателство помеѓу производителите и откупните центри. Прво што треба да се направи да се прекини тоа таквото размислување. Пак ме праша, дали ќе ги зголемите површините со тутун идната година за повеќе производство на тутун во Прилепско и Долнеско? Тутунски комбинат не е директно инволвиран во производството, така да јас се надевам дека ќе се зголеми производството за наредна година. Големен број договори за повеќе откуп. Да, ние нормално дека ќе работиме на терен за наредна година да добиваме што е можно повеќе кооперанти и што е можно повеќе договори со кооперантите.